Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Оваа книга ја напиша Васим Ахмад. Книгата обработува многу важен предмет за смртта на Иса алейхи селам. खुदा से चाहिए है लो लगानी. Пилат исто така бил сигурен во невиноста на Иса алейхи селам и сакал да го спаси, како што е јасно и од Библијата. Тој направил се што можел за да го постигне тоа. Дури и војниците под команда на Пилат му понудиле очигледно добар третман на Хазрети Иса алейхи селам. Самиот тој, Иса алейхи селам, никако не сакал да умре на крстот, зашто во тој случај неговата мисија не би можела да биде завршена. Тоа е очигледно од неговата молитва. Оче, нека ме одмине оваа чаша. Според Библијата неговата молитва била услишена. Пилат покажал доза на сомнеш за наводната смрт на Иса алейхи селам, како што стои во Библијата. Дојде Јосиф од Ариматеја, прочуен член на Советот, кој сам го очекуваше Царството Божјо, се осмели и влезе при Пилата и го помоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека он веќе умрел. Кога бил симнат од крстот, бил онесвестен. Неговите рани биле лечени со мевлем, кој го направиле неговите ученици, подосна познат како Исаов мевлем. Вреди да се спомне дека Исаовиот мевлем не бил споменуван ниту во една медицинска книга составена дотогаш, додека подосна се споменува во повеќе од 1000 медицински книги, напишани после овој настан, и тоа со објаснување дека бил составен од Иса алейхи селам. Авторите на овие книги им припаѓаат на сите верски доминации. Милиони луѓе имаат пристап до овие книги и христијанскиот свет го познава овој лек со векови и се користи со него како со нем сведок на фактите. Кај евреите не постои било каков обичај да користат некој лек за мртов човек. Тоа е јасен знак дека Хазрети Иса алейхи селам бил жив за време на симнувањето од крстот. Хазрети Иса алейхи селам во своите предскажувања рекол дека ќе му покаже знак на пратеникот Јунус алейхи селам. Хазрети Јунус алейхи селам останал жив во утробата на рибата, китот, и оттаму излегол жив. Слично нешто се случило и со Иса алейхи селам, зашто и тој во утробата на земјата бил ставен жив. И во двата случаи сличноста не е ништо друго, туку тоа што и двајцата останале живи после прогонувањето и привидното остранување од човековиот вид. Хазрети Иса алейхи селам да умрел на крстот, не би постоела сличност помеѓу овие двајца пратеници и би се покажало дека изреката и предвидувањето на Божиот пратеник не биле вистинити. Но еден од војниците со копје му ги прободе ребрата и наеднаш истече крв и вода, што е доказ дека тој бил жив. Евреите самите не биле сигурни во смртта на Иса алейхи селам, бидејќи побарале од Пилат да постави стража кај неговата гробница под изговор, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот: воскресна од мртвите. Во Библијата не се споменува никакво тврдење од очевидец дека Хазрети Иса алейхи селам бил мртов кога бил симнат од крстот. Понатаму, никој од учениците на Иса алейхи селам не присуствувал на сцената на распетието, сите го напуштиле за време на неговото апсење. Веројатно се плашале за сопствените животи. Никој од нив не присуствувал и никој не тврди дека бил сведок и очевидец ниту на местото на распетието, ниту во гробницата за време на неговото можно оживување. Во италијанскиот град Турин е сочуван 2000 години стар мртовечки покров. Врз него има траги, оттисоци од човечко тело. Со вредноста на расположивите евиденции, научниците докажале дека личноста која била завиткана во него не била мртва. Дамките од крвта која течела од раните покажуваат дека срцето тогаш се уште работело во телото. Се мисли дека со тој чаршаф бил замотан Хазрети Иса алейхи селам по симнувањето од крстот.
Иса алейхи селам не бил закопан како другите криминалци. Гробницата во која бил положен била исклесана во карпа, како комора, или како просторија во која можеле да функционираат неколку луѓе без да се задушат. Таа му припаѓала на неговиот верен пријател, кој сигурно водел голема грижа за него, да му ја поврати свеста. Третиот ден, кога луѓето дошле до гробницата, каменот бил тргнат од влезот, што не би можело да биде случај ако станува збор за надприродно оживување. Учениците на Хазрети Иса алейхи селам се сведоци дека го виделе неговото тело неколку дена после ноќта на распнувањето со знаци од рани и повреди. Тоа што тие го виделе било само физичкото тело на Хазрети Иса алейхи селам, а не забележале никаква величествена манифестација. Постои евиденција дека учениците патувале со него неколку милји по неговиот пат до Галилеја и дека на нивно барење тој со нив ја поминал ноќта во Еманаус. Тие ученици се сведоци дека во тоа време им рекол дека е гладен и побарал храна од нив. Му дале варена риба и некаква лоза да јаде. Ова исто така потврдува дека тој бил во своето првобитно физичко тело и дека не го напуштил заради некаква духовна или величествена манифестација. Очигледно е дека Хазрети Иса алейхи селам не умрел на крстот, ниту му било дадено ново величествено тело, туку бил онесвестен на крстот и изгледал како мртов. Вредно е да се спомне книгата Распетието од очевидци, која за прв пат била објавена 1873 година во Соединетите Американски држави и нејзиниот англиски превод на стара латинска копија на писмо напишано 7 години после распетието од издавачот Essence Brother во Ерусалим до членовите на неговото братство во Александрија. Оваа книга пружа силна потврда на тврдењата дека Хазрети Иса алейхи селам бил симнат жив од крстот. Книгата зборува во детали за сите настани кои воделе кон распетието и сцената на местото Калвари, како и за настаните кои се збиле потоа. Чесниот Куран потврдува дека ни евреите, ни христијаните не биле уверени дека Хазрети Иса алейхи селам умрел на крстот. Семокниот Бог создал такви околности за време на распетието, заради кои и евреите и христијаните поверувале дека тој умрел на крстот. Меѓутоа, тие немале јасен доказ на располагање. Евиденцијата, која сега станува достапна, востановува дека семокниот Бог го ослободил Иса алейхи селам од крстот. Во неговата семок и мудрост било тој да ги сочува сите овие докази скриени за подосна да бидат покажени од ветениот Месија. Следното прашање е каде тој отишол. Да видиме што Иса алейхи селам самиот рекол. Хазрети Иса алейхи селам еднаш рекол: и други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги приберам, и ќе го чујат гласот мој, и ќе биде едно стадо и еден пастир. बाग़ जन्नत हो आबादी हमेशा हो आबादी. Тој се повикува на 10 изгубени племиња Израилови, кои се раштркале на исток. Во потрага по овие племиња, отишол на исток после чудесното спасување од проколнатата смрт на крстот. Дали тие изгубени овци од племето Израилово пред ноќта на распетието отишле на небото или некаде на друго место? Чесниот Куран фрла јасно светло на оваа прашање. Аллах Джелешануху во чесниот Куран вели: и ние, Иса и неговата мајка, ги сторивме знаменија, им одредивме за солништа на една зарамнета возвишница, мирно место со изворите на вода што тече. Овој ајет јасно го споменува местото каде Хазрети Иса алейхи селам го нашол своето засолниште после ноќта на распетието. Зборот Аава укажува на тоа дека Бог му дал засолниште на Иса алейхи селам и на неговата мајка Мерием. Зборот Аава во арапскиот јазик се користи кога некој е спасен од голема опасност, а Хазрети Иса алейхи селам бил во голема опасност по својот живот за време на распетието. Овде тоа се подразбира,
Аллах Джелешануху вели, ги спасивме него и неговата мајка. За солништето, со зарамнета возвишница и вода што тече, сликовито го покажува пейзажот на Кашмир. Некој можеби тврди дека овој ајет се однесува на раѓањето на Хазрети Иса алейхи селам. Меѓутоа, тоа е погрешен заклучок, бидејќи во овој ајет Аллах Джелешануху спомнува две личности, Иса алейхи селам и неговата мајка. Тоа значи дека Аллах Джелешануху им дал за солниште и нему и на неговата мајка. Ако веруваме дека овој ајет укажува на времето на раѓањето на Хазрети Иса алейхи селам, тогаш би требало да се спомнува само името на неговата мајка. Во арапскиот јазик зборот Ааве Нахома се користи за две личности. Тој не би се користел за трудна жена, зашто таа во арапскиот јазик е во еднина, додека во овој ајет Аллах Джелешануху вели: Ние одредивме Иса, синот на Мерием, и неговата мајка да бидат знамение, им одредивме за солниште на една зарамнета возвишница, и тука имаше плод и вода што тече. Овде се гледа дека овој ајет не зборува за раѓањето на Иса алейхи селам. Друго, Хазрети Иса алейхи селам бил во животна опасност за време на распнувањето, а не за време на неговото раѓање. Во времето на неговото раѓање луѓето зборувале против неговата мајка, но не постоела ни една личност која на било кој начин сакала да го убие или повреди. Ова е докажано од честниот Куран. А и во овој ајет Бог го употребил зборот Аава, кој укажува на тоа дека Бог ги спасил него и неговата мајка и им дал за солниште, што единствено било возможно за време на неговото распнување. Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам го истражувал овој предмет и пронашол дека Иса алейхи селам ја напуштил Палестина и дошол во Индија во потрага по изгубените племиња Израилови. Фактот, заснован на историски податоци, вели дека откако бил отфрлен од евреите и неговиот живот станал несигурен во Палестина, Хазрети Иса алейхи селам дигнал раце од нив и тргнал да ги бара 10 изгубени племиња Израилови, исполнувајќи ги со тоа старите библиски предскажувања, и затоа презел долго и опасно патување во Индија и Кашмир, каде што живеел истакнат живот до поодминати години, околу 120. Овие изгубени племиња Израилови, откако се раштркале од Сирија и Вавилон, живееле во Ирак и Иран, а подосна, кога иранците под воство на Дарий, Цирус, ги прошириле своите територии кон исток до Авганистан и Индија, овие племиња со нив мигрирале во овие земји. Кашмирците и афганистанците се потомци на изгубените племиња Израилови. Овој факт посе е очигледен од хадисите, историјата и пишаните белешки на овие два народа. Имињата на нивните градови и племиња, нивните обичаи, навиките, начинот и стилот на живење, облеката, нивните физички одлики и така натаму, во се наликуваат на еврејските. Нивните прастари спомени и стари надписи исто така го подкрепуваат ова тврдење. Нивната наука за народното богатство е полна со еврејски приказни. Самото име Кашмир всушност настанало зборот Кашир, што значи како Сирија, или тоа изгледа дека го добило името по Каш или Цуш, внукот на Нух. Сите овие факти одат во прилог на тврдењето дека афганистанците и кашмирците мнозинство се потомци на изгубените племиња Израилови. खुदा से चाहिए है लो लगानी कि सब फानी है पर वो गैर फानी. Денес го завршивме четвртиот дел од книгата Природната смрт на Хазрети Иса алейхи селам. Еселаму алейкум.